Добар ден, добро дојдовте во вестите на Канал 8. Поради временските неприлики во текот на април, релативно задоцната е пролетната сејдба во Кочанскиот регион. Сејдбените активности се завршени само кај фуражните култури, а се уште има непосејани површини планирани за жита и градинарски култури. Известно задоцнување има во сејдбата на житните и градинарските култури на површините во Кочанскиот регион. Од планираните вкупно 6946 хектари, досега се посејани нешто помалку од 75% од нивите, при што најголемо задоцнување има кај оризот, пченката и гравот. Двете житни култури се и најзастапени во регионот, додека нешто повеќе од 1000 хектари беа отстапени за пролетната пченица, јачменот, овесот и ршта, кои целосно се засејани. Причина за доснењето според земјоделците се лошите временски услови и големата влага во почвата, што ги оневозможија навреме да ги подготват површините за сејдба. Според податоците што минатата недела ги соопштија од водостопанското предпријатие Брегалница, и понатаму критични остануваат оризовите површини во Спанчево и Соколарци, затоа што се тешко глинести почви што подолг период ја задржуваат водата. За сега, според планот, се одвива сејдбата на фуражните култури, кај кои останува да се завршат сосема мал дел, односно околу 30 на хектари од вкупно планираните 710. Од друга страна, само 5 хектари се засејани со индустријски култури, кои според планот требаше да бидат застапени на 311 хектари. Кај нив воопшто нема засадено индустријски пипер, а само на 2 хектари е застапен тутунот, што е 10% од планираните површини. Општинските организации на борците до источниот регион ја одбележаа 70 годишнината од пролетната офанзива во Втората светска војна. Свеченоста се одража на Пониква, каде на споменикот на првоборецот Вера Которка беше положено свежо цвеќе, а имаше и историски час по повод јубилејот. 70 години поминаа од пролетната офанзива што се водела на територијата на Македонија и Јужна Србија за време на Втората светска војна. Таа била една од најзначајните операции што ја водела македонската војска во 1944 година, поради што се смета за почеток на активностите за ослободување на земјата. По тој повод, членови на организациите на борците и почитувачи на традициите од Народно-ослободителната војна, викендов се собраа на Пониква за да го одбележат овој значаен јубилеј. На споменикот на првоборецот Вера Которка положија букети свежо цвеќе, а генералот во пензија Борис Стојановски зборуваше за значењето на војните дејствија. Според обемот и замислата на војните дејства, пролетната офанзива представува најголема воена операција што бугарските единици ја изведуваат на територијата на Македонија и Јужна Србија во текот на првата половина на 1944 година, а нејзина главна цел била да се обезбеди слободен сообраќај на германците од југ кон север по Моравско-Вардарскиот или Вардарско-Моравскиот правец. Исто така, бугарската команда преку ова офанзива се стремела да ја разбие значителната концентрација на силите на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија и на Србија, која се состоела од 5 бригади и 4 партизански одреди. Истовремено, целта била да го фатат и ликвидираат военото и политичко раководство на слободната територија во овај регион. Пролетната офанзива, што кај некои историчари е позната и како мајска офанзива на ниво на поранешна Југославија, се развивала во рамки на седмата непријателска офанзива. Таа траела од 25 април до 20 јуни 1944, а борбените дејствија претежно се одвивале во Македонија и Јужна Србија. Жестоки борби истовремено се водени на ограноците на Осогово, кај Саса, село Лаки, потоа на потегот Струмица, Берово, на планината Круша, кај Дојран, село Костурино, Плачковица, еве овде на Пониква, кај што ние чествуваме, Султан Тепе, Чупино брдо, Ретки буки, Бабина пољана и многу други места. Бугарските сили не успеале да ги разбијат единиците на Народно-ослободителната војска на Македонија и Србија и наскоро пролетната офанзива на бугарската армија прераснува во противофанзива на партизанските единици.
Генерал Стојановски рече дека на целата територија на Македонија во рамки на пролетната офанзива се воделе жестоки борби, при што во источниот дел на државата биле ангажирани околу 45.000, а во западниот околу 25.000 непријателски војници и нивни помагатели. Домакин на одбележувањето на 70 годишниот јубилеј од офанзивата беше општинската организација на борците од Кочани. Основното училиште Свети Кирил и Методи го славеше својот патронат. Во преполната сала во Центарот за култура Бели Мугри настапија учениците од сите оделенија со ритмички точки, како и настап на драмската секција од училиштето. Од публиката посебно беа поздравени државните шампиони кошаркарките. Со ритмички точки подготвени од учениците, секоја посебно најавувана со интересни и смешни скечеви од страна на членовите од драмската секција. Во петокот во Центарот за култура Бели Мугри беше одбележан патрониот празник на основното училиште Свети Кирил и Методи. Богата кореографија и интересно осмислен сценски настап. Учениците за приликата соодветно облечени, креативноста ја покажаа на дело. Особено со силен аплаус од страна на публиката беа поздравени државните шампиони кошаркарките од Свети Кирил и Методи, кои на сцената излегоа со транспарентот Свети Кирил и Методи шампиони. На патрониот празник беше речено дека и оваа година, како и претходните, учениците постигнаа изворени резултати со кои се гордее училиштето и општината, како на локално и регионално, така и на државно ниво. Штафетата на младоста, некогашниот символ на Денот на младите и на роденденот на Јосип Броз Тито, по четврти пат беше пренесена низ улиците на Кочани. Почитувачите на ликот и делото на некогашниот претседател на СФРЈ по повод 25 мај приредија прослава во центарот на градот. Членовите на Сдруженијето Јосип Броз Тито од Кочани по четврти пат го одбележаа 25 мај, денот на младоста и роденденот на нивниот патрон. Негувањето на спомените од минатото се поврзани, според нив, со еден од најубавите денови во мај, кога младината од целата поранешна заедничка држава го славеше роденденот на маршалот Тито. И годинава одбележувањето започна од седиштето на Сдруженијето кај градскиот пазар, од каде тргна колоната од возила со знамиња, фотографии и други обележја на поранешната заедничка држава Југославија. Колоната ја придружуваа млади кои символично ја носеа рачно изработената штафета, символот на празникот. Потоа продефилираа низ Кочани и населените места и се собраа на заедничка свеченост во центарот на градот. Ќе видат сите дека Титовите идеи се уште живеат меѓу народот. Имаме оваа година повеќе многу и коли и луѓе во нив во однос на лани. И да се надеваме дека вака ќе биде и понатаму. Поготово ме радува што меѓу следбениците има и млади луѓе. Еве денеска гледате новина е и тоа дека со нас заедно трчеа и младите, младики и младинци и од нив ја примив штафетата. Звуците на југословенската химна и други песни поврзани со постоењето на поранешната заедничка држава оддекнаа на платото во трговскиот центар. На свеченоста што се одржа овде, најмладите членови на Титовото здружение ја донесоа и штафетата на младоста. Бидејќи во тоа време поубаво се живеело, тоа се чувствува се уште, затоа го славиме и овој ден. Освен традиционалното одбележување на 25 мај, денот на младоста и роденденот на Тито, оваа година кочанските титовисти рекоа дека имале повод повеќе да го организираат заедничкото дружење и носењето на штафетата. Оваа штафета е посветена на нашите браќа кои задеси природната катастрофа Босна, Хрватска и Србија. Така да сочувствуваме со нивните маки и понатаму, ако се надевам дека ќе се организират и работни акции, ние ќе земеме учество во тие работни акции. Собиравте ли добротворна помош? Акцијата е во тек и денеска што ќе собираме средства, парични средства, ќе бидат наменети за нашите браќа во поплавените подрачја. Прославата на денот на младоста и роденденот на Тито, членовите на Сдруженијето од Кочани ја продолжија со традиционалната заедничка веселба и ручек во местноста кај Дабот во близина на селото Бели. Младите кочански уметници со своите изложени дела во петокот го украсија дворното место на библиотеката Искра, кое воедно беше и промовирано. Отворена изложбата Уметници од сиво поднебје. Изложбата под наслов Уметници од сиво поднебје представува своевиден перформанс на различни стилови во ликовната уметност, графика, скулптура и музика.
9 млади сликари од Кочани ги представија своите дела пред кочанската публика. Ова изложба е наречена изложба на група уметници од сивото поднебје, така ја нарекоа самите. Тоа се група од 9 уметници, млади сликари од нашиот град, кои со својот нов импулс на работење внесуваат нов бран во уметноста. Со изложбата воедно беше промовирано и дворното место на библиотеката, кое е преадаптирано и осветлено и како такво ќе биде употребувано за изложби и слични манифестации во текот на летниот период. Во петокот вечерта матурантите од Средното општинско училиште Ванчо Праќе од Виница ја прославија својата матурска вечер. Посебно шоу им приреди глумецот Игор Дамјанов, а во ресторанот им пееше Елена Ристевска, како посебно изненадување од директорот на гимназијата. 170 матуранти од Виничката гимназија во петокот го славеа завршувањето на средното образование. Сите облечени во фустани и костуми со своја замисла и креација, продефилираа по црвениот килим поставен во дворот на училиштето. Добија силни аплаузи од виничката публика, која во голем број се собра да ги види овогодишните матуранти. Секоја генерација посебна за себе си носи своји интереси и желби соодветни за времето во кое живееме. Некои со планови да го продолжат образованието на факултетите во државата, други пак да ја напуштат државата. Сите овие 4 години во нашето училиште помиравме многу забавно, освен што учевме имаше и забава, екскурзија имавме така. Како дојде до оваа идеја да имаш ваква креација? Посакав за матура долг фустан и пак е тоа свечен чин. Така, добро. Што очекуваш од оваа вечер? Очекувам да си поминам незаборавно. Професорите се супер, барем за мен. Кажи ми, што заврши во гимназијата? Општа гимназија заврши. Дали ќе продолжиш на факултет? Ќе размислам. Добро. Како се подготвуваше за оваа вечер? Врска со? Брзо. Последните денови се направи. Не размислував многу. Што заврши? Општа гимназија. Ќе продолжиш на факултет? Да. Како помина овие години? 4 години тука во гимназијата. Брзо и лудо и незаборавно. Најубави школски, средношколски години. Виничките матуранти матурската вечер ја прославија во ресторанот Конак, а за нив пееше Елена Ристевска, која беше изненадување од директорот на гимназијата Зоран Ангелов. Освен Ристевска, матурантите ги изненади и виничанецот кој живее во Бугарија, познатиот глумец Игор Дамјанов, кој приреди посебно шоу за нив. И по завршување на матурската прослава продолжуваат обврските за матурантите. 115 се имаат пријавено за полагање државна матура, која ќе биде на 31 мај, а останатите ќе полагаат училишна. Потоа ќе следуваат уписите на факултет. Матурантите во Конак славеа до раните утрински часови. Женскиот фудбалски клуб Кочани ја освои титулата од купот по победата во финалето над Конзули од Битола. Кочанскиот праволигаш е пред обединување на двете титули, вклучително и на првенствената. ЖФК Кочани го оствари најголемиот успех во историјата на фудбалот во Кочани. Ја освои титулата во купот со триумф над екипата на Конзули во финалниот надпревар што се одигра на фудбалското игралиште во комплексот на ФФМ во скопската населба Аеродром. 2 гола постигнаа Катерина Милевска и Виолета Спировска, еден Афродита Салихи. Во противничката екипа блескаше Андреевска која постигна 2 гола, еден за израмнување и еден за ублажување на резултатот. Кочани стана финалист во купот по двете победи во полуфиналниот двомеч над екипата на борецот Велес, додека битолскиот праволигаш го прескокна полуфиналето поради откажување на противникот победа од Прилеп. ЖФК Кочани влезе како фаворит на надпреварот и против Конзули, но во првото полувреме таа улога не ја преслика на теренот. Играта не ги задоволи вкусовите и очекувањата на публиката, па по прикажаната бледа игра во релативно тврд надпревар на полувреме се замина со резултатот 1:1. Кочани притисна во второто полувреме и со постигнати 4 гола, 2 на Спировска, 1 на Салихи и уште 1 на Милевска, дојде до високата предност од 5:1, која беше недостижна за противникот кој успеваше колку толку да се одржи во игра до средината на второто полувреме. На крајот победничкиот пехар заврши во рацете на капитенот Ана Веселинова, златниот медал наградите на останатите фудбалерки и стручниот штаб. На дофате двојната круна, Кочани имаше предност пред овој надпревар што веќе му ја гарантираше титулата и во лигата, која влезе во самиот финиш. Одбележан јубилејот 90 години фудбал во Кочани.
По тој повод, градот беше домакин на 2 надпревари во футсал финалето од Купот и баражот за прва лига. Шлагерот на годинешното домашно футсал надпреварување беше финалето од Купот Црна река Кавадарци се Универзитет Тетово, одиграно во спортската сала во Основното училиште Никола Карев. Подобри беа тетовчани кои славеа со 5:3, полувреме 1:0. Победничкиот пехар за освојувачот на Купот го додели новиот пратеник во собранието на Република Македонија Иван Иванов. Во другиот надпревар во кој се одлучуваше за место во првата македонска футсал лига се сретна Мал Ајакс од Штипи и Цико од Стојаково. Мал Ајакс успеа да го задржи праволигашкиот статус што го имаше и претходно со освоеното предпоследно место во лигата. Цико кој се надпреваруваше со Кочани во втората лига остана со куси ракави. До година повторно ќе биде дел од истата лига, иако имаше одлична сезона, заврши како втор, но во последниот и најважен сезонски надпревар не успеа да му се спротистави на штипскиот праволигаш. 4:2 беше конечниот резултат, полувреме 1:1. Во паузата организаторот подготви квалитетна културно-забавна програма. Со одлична организација на двата надпревари, како и на ненадпреварувачкиот програмски дел, достојно беше одбележан јубилеот 90 години фудбал во Кочани. Фудбалскиот клуб Кочани со неговите еманации КМФ Кочани и ЖФК Кочани е нов клуб и во моментов неприкосновен репрезент на овој спорт. Со тоа јубилеот беше доживеан од поинаква историска перспектива, ако се има предвид неговата најтесна врска со ФК Осогово, односно периодот на формирањето на најстариот и најуспешен клуб во Кочани. На стадионот Никола Мантов пак викендов се одржа завршницата и во детската регионална фудбалска лига, со што беше спуштена завесата на сезоната 2013-2014. Одржано првото издание на меморијалниот тениски турнир Благој Едровски. Интересот за учество, но и за следење на турнирот во живо ги оправда очекувањата на организаторот. Иако во првата година се работи за иницијатива која доправа ќе се разработува. Масовен одзив и одлична организација имаше првиот меморијален турнир Благој Едровски. Сите надпреварувачи со маички со испечатен лик на поранешниот тенисер на Акватен, кој трагично го загуби животот пред една година во сообраќајна несреќа, ги одиграа мечевите на турнирот. За отворен го прогласи Лазо Тодоров, еден од основачите на тенискиот клуб Акватен. Бидејќи овој турнир оваа година иницијативен турнир, кој година ќе стане меморијален турнир во чест на прерано починатиот наш член Благој Едровски, ние сме презадоволни од почетокот на отварањето на турнирот и посетеноста како од гледачите, така и од надпреварувачите. Имаме вкупно 47 надпреварувачи кои играат сите по еден сет меѓусебно о ревијален карактер, така да ценам дека веќе до 19 часот ќе бидат познати победниците во категорија женска конкуренција и машка конкуренција. Значи, други категории немаме, бидејќи ревијален карактер сме потполно задоволни. И оцениваме дека иднина ќе добие помасовен карактер во следната година. Временските услови час беа наклонети, час неповолни. Од пеколно топло преку дожд, временската состојба на крај пак се стабилизираше за да се приведе турнирот кон крај. Од следната година се планира тој да прерасне во меѓународен. Организаторот е свесен дека предизвикот е голем, но ќе работи на исполнување на идејата. Ние сега ќе работиме на тој план да порасне да биде меѓународен, меѓутоа ќе видиме колку располагаме, ќе бидеме обезбедени со финансиски средства, бидејќи сепак организација на меѓународен турнир значи и ангажирање на поголема количина финансиски средства и покривање на трошковите. Во секој случај идејата е таа и ние ќе работиме на тоа. Во интерес на времето и со намера да се сретнат повеќе противници, мечевите се играа во еден сет. Освојувач на првиот меморијален турнир Благој Едровски во машка конкуренција беше Коста Иванов, кој во финалниот меч го совлада Благој Темелков. Кај дамите триумфираше Даниела Колева, која беше подобра од Пале Георгиева. Победниците во машка и женска конкуренција се воедно и најдобрите тенисери на Акватен во моментов, со најдобри резултати постигнати во последните неколку години во своите категории. Уште една информација од фудбалот. Осогово во рамки на редовното коло, третата лига Исток на Никола Мантов ја совлада екипата на Чешиново со резултатот 3:1, полувреме 1:0. Стрелци на головите за жолтосините беа Нанев, Бојаджиев и Здравков, а Чешиново единствениот гол го постигна од пенал. На државното сениорско правенство во борање што се одржа во населбата Чаир во Скопје, Иван Јанев во категоријата 61 кг го освои бронзениот медал.
додека другиот представник на боречкиот клуб Спартак, Глигор Анев, остана без пласман. Јанев на 1 јуни во Скопје ќе биде дел и од традиционалниот македонски бисер. 7 јуни пак ќе се одржи државното кадетско првенство во Штип, а од боречкиот клуб Спартак ќе настапат 10 дечиња. You are my sun, my sun. You are my sun, my sunset. Заврши понеделничкото издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас.